Добро вечер, почитувани, добре дојдовте во уште едно издание на политичкиот магазин За или против. Вечерва со мене Елена Марковска-Цветановска и мојот вечерашен гостин, универзитетскиот професор Самуел Малчевски. Добро вечер и добре дојдовте во телевизија Алфа. Не сме се виделе чинам од почетокот на летото. Да, неколку месеци се поминати, во изминативе месеци може би не се случија некои драстични промени, но се случија некои посети за затворени врати, кои што може би, зборувам од странците, кои што може би донесоа или ќе донесат некаква промена на политичката сцена. Дали тоа ќе биде така или нема да биде така, есента која што е пред нас, ќе зборуваме во продолжение. Власта се уште е во потрага по пратеници за гласање за уставните измени. Кога ќе продолжи собраниската седница? Денеска слушнавме дека останува неизвестно. Ставот на премиерот Димитар Ковачевски е дека процесот е почнат, а пленарка ќе има кога ќе се создадат услови за тоа, односно кога ќе се обезбеди потребното двотретинско мнозинство. Од друга страна, ставот на опозицијата веќе ни е кристално јасен. Денеска пратениците беа на средба кај лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски, го повторија, го потврдија ставот кој што веќе е познат чинам за пошироката јавност, дека уставни измени нема да има, а секако бараат предвремени парламентарни избори. Морам да споменам нешто што денеска излезе како соопштение од претходниот председател на собранието, Трајко Велјановски. Тој вели дека гласањето на уставните измени мора да се случат најдоцна денеска. Се повикува на процедурите во собранието. Од друга страна, Талат Џафери вели дека нема таква граница и дека кога ќе се обезбеди двотретинското мнозинство, тогаш може да се гласаат уставните измени. И сега, во моментов, каде се наоѓаме? На што ви наликува ова? Ќе попушти ли некој? Кој ќе попушти и кон што води цела во оваа ситуација? Прво, добро вечер, еден куп прашања за почеток. Ајде едно по едно да се обидеме да ги одгатнеме. Прво, јасно стана дека владата цело време, не само нас како граѓани што не лажеше, него е лажеше целата меѓународна јавност дека има обезбедено двотретинско мнозинство или разговара или преговара за некакво си обезбедување на двотретинско мнозинство. Видовме на моментот на усвојување на дневниот ред дека тоа двотретинско мнозинство го нема. Опозицијата е на јасен став дека уставни измени под бугарски диктат не прифаќа и нема да ги прифати. Од тука колку и да се обидува владата да не убеди дека ќе обезбеди, ќе пролонгира, ќе направи, мислам дека обидите ќе им бидат јалови, немаат простор за некаков си маневар во тој поглед. Од друга страна, значи ова не е прв пат Талат Џафери да тера самоволие. Ја мислам дека тука веќе собранискиот деловник е зрел за промени. Баш го читав, точно е дека нема рок, значи има дека расправата завршува 10 дена од кога ќе биде почната. Добро, ама и практично тоа е денеска, така? Тоа е денеска, да. Ама нема кога ќе се гласа. До сега било тоа на добра пракса во собранието и секогаш претходно до Талат Џафери било како завршува расправата, така оди точката на дневен ред или точката за гласање. За жал, не е прв пат Талат Џафери да ја злоупотребува функцијата председател на собранието на Република Македонија. Многу пати и претходно ние видовме дека они ги поминуваат расправите по точките, па на крај кога ќе успеат да се исценкаат за некакво си мнозинство од 60, 61, 62 некогаш во собрание, одат ги ставаат точките на дневен ред на гласање и тука доаѓа моментот дека ние практично 7 година поред немаме функционално собрание. Тоа што треба да е храм на демократијата во Република Македонија, практично кај нас е простор за политички уцени, пресметки, подкупувања, некакви си пазарења и така натаму и така. Натаму јас многу пати и досега и понатаму ќе кажам дека единствен логичен излез од целата оваа ситуација во која што се наоѓа до овој момент Република Македонија се предвремени парламентарни избори. И тоа треба да се случат час поскоро, затоа што ако ние ги земеме сите параметри, ние сегде уназадуваме. Дури и последно пред некој ден се пожалија дека и помалку данок собрале од она што го предвиделе за ЗД да зборувам. Така да тоа е де факто уште еден сигнал дека државата е закочена и
не функционира или не функционира со оваа политичка гарнитура која што е на власт, нас не треба час поскоро предвремени избори. Добро, но Ковачевски на тоа пак ќе одговори, добро гласајте нели за уставни измени, пак ќе одиме веднаш потоа на избори. Видовме и од ДУИ депонирани оставки, колку беше тоа театар за јавноста, не знам, ќе ми кажете вие. Меѓутоа, некако се доведуваме до некое ниво каде што ајде да речеме како да нема излез. Ниту едните попуштаат, ниту другите попуштаат, а во меѓувреме ништо не оди напред. Вака, прво, ајде да расчистиме една ситуација. Самиот Димитар Ковачевски, Османи, Мариц и таа банда околу него што е собрана, во старт тргнаја да преговараат некакви си уставни измени, некакви си протоколи, без да ја вклучат опозицијата. Опозицијата неколку пати до сега се понуди да помогне во процесот, вклучувајќи го и последниот пат кога, ако се сеќавате, понудија 4 тимови, од кои што едниот беше точно тим кој што требаше да им помогне во преговорите со Бугарија пред да биде направена штетата. Они се тоа одбиваја, лажеја, фолираја дека преговараат, дека прават нешто, за во суштина ние да добиеме на крај некаква форма на преговарачка рамка која што е надвор од копенхашките критериуми и од вредностите кои што е формирана Европска унија. Они и тогаш отќутеа. И тогаш ништо не изреагира. Еден од нив нестана и не рече, добро, дајте каде е тоа. На крај се сведовме Пленковиќ некни во Блед да ги брани македонските позиции повеќе од Османи и Ковачевски. И на крај сега, од кога они цело време во процесот, ајде да кажам, си играја некакви си преговори, воопшто тука нема ни стратегија, тука нема ни тактика, тука нема ни П од политика, тоа е сурово политиканство. На крај им текна опозицијата. Па лажеа дека преговараат, дека имале проевропски пратеници. Сите ние што се противиме на овакво разнебитување на Република Македонија сме антиевропски, они се проевропските. Па на крај се сведовме во ситуација да видиме дека практично они немаат ништо освен криминал, корупција и договарање на тендери во 4 очи. Мислам дека... Па добро, еве сега и премиерот повторно споменува некоја лидерска средба која што и те може да се случи со лидерот на опозицијата, меѓутоа ако се таму се разговара за напредокот на Македонија по европскиот пат, односно за уставни измени. Видете, кој напредок на Македонија и тоа го по европски препишува како нивна добра волја, нели? Значи, ние ако ги анализираме извештаите на Европската комисија за напредокот на Република Македонија, ние со години наназад, поготово од како е дојдена оваа влада, и не само на Европската комисија, дали е тоа на State Department, дали е тоа на друга релевантна меѓународна институција, ние добиваме во континуитет извештаи дека сме потонати во корупција. За кој напредок ние имаме официјална реакција на италијанската влада во која што се вика дека не треба да се врши притисок врз нивните истражни суди од некој си, не знам, врховен судија. И вика дека во момент кога нашето судство е потонато, за кој напредок зборува Ковачевски. Јас стварно не гледам. Учебници не можат трета година поред да обезбедат за децата. Не можат лекови да обезбедат за хронично болните. Каде гледаме ние напредок? Ке зборуваме напредок? подоцна малку и за образованието. Не знам дали и колку овие пораки стигнуваат до властите. Зошто го говорам ова? Затоа што постојано некако изминатиот период, па посебно и летниот период, имавме скандали кои што се случија. Последниот беше оној со ангажирањето на Бујар Османи од страна на Министерството за надворешни работи преку тендерна фирма блиска до ДУИ, која што ја финансирала и официјално според документи партијата ДУИ, а за и тоа пак финансирала надвор од законските прописи. Така, и плюс тоа, Бујар Османи тврдеше пред сите, пред медиумите, пред јавноста, дека за такво нешто слушнал единствено од медиумите и дека не знае за нешто такво, но за тоа потоа ме интересира уште да околу собранието. Ве прашав дали е излез од ситуацијата брзи избори, ми рековте да. Опозицијата тоа го бара, а дали гледате можеби дека власта се подготвува на тоа? Зошто ве прашувам? Ние сме Европа, тоа е една кампања што владата ја најави како кампања, трибина, ќе одат меѓу граѓаните во повеќе градови и придобивките од Европската унија ќе сакаат да ги доближат до граѓаните. Како да граѓаните не знаат кои се придобивките од Европската унија, мислам дека тоа се веќе теми кои што сме ги зборувале и кристално јасно име.
на првата трибина одржана во центарот на градот, премиерот Димитар Ковачевски се доби впечаток дека ја буквално ја искористи со државни пари, сепак тоа се државни пари, народни пари, да тера партиска кампања. Да кажува што направиле, какви проекти, па дека тој ќе бил следниот премиер на државата, иако призна дека анкетите не се во негова полза. Дали ви наликува, дали можеби ова ви покажува дека и власта се подготвува за избори? Ова не е нивна прва кампања, не тргна една нивна партиска кампања, ако се сеќавате рамо до рамо. Со црвените елеци, да. Со ние да. смешна кампања. И мислам дека тука они се уплаши, ако го виде одзивот од народот, колку на терен немаат поддршка кај народот и затоа одат на оваа варијанта да ги пролонгираат изборите што е можно повеќе, и тука низ активности кои што претходно се случува се во таа насока. За на крај ние да видиме една кампања, по мене малку смешна, ние сме Европа, ќе организираат трибини некакви си, а во суштина зашто ја прават, мене не ми јасно таа кампања. Они мислат дека ние заборавивме како 2018 пробаја да не лажат за бесплатно здравство во Европска унија на голема кампања кога ветуваја брда и долини, па на крај видовме дека не можеа вакцини да обезбедат преку ковакс механизмот. Мислам дека ова му е нив една кратка, ајде да кажам, проба да видат како стојат на терен, дали ќе успеат да обезбедат масовност на тие трибини. И ако тука се покаже дека може барем малце да го ублажат поразот кој што ми следува, дека би прифатиле предвремени парламентарни избори, со тоа што една недоумица во целата работа останува таа техничка влада која што ни беше наметната после преженерени 2, што по мене мислам дека тотално не е потребна, веќе видовме не само што не е потребна, видовме дека џабе губиме 100 дена како држава во тие преписки помеѓу заменици, дополнителни заменици, министри, дополнителни министри. Само тоа мене ми е недумица што би било со таа техничка влада. Иначе, кога гледаме што ни се случува, кој ќе ги следите вие нивните изјави изминатиот период, многу често ни се случува да ги фатиме во лага и они се продолжуваат да се лажат понатаму. И онаа народната што вика 100 пати кажана лага станува вистина, гледаме дека веќе не им поминува, потонати се во лага, изгубени се во простор и во време, не знаат каде терат, и за жал тоа е на штета на сите нас и на штета на Република Македонија како држава. Од каде оптимизмот на Ковачевски? Од една страна признава дека анкетите не се во негова полза, од друга страна вели јас сум идниот премиер на оваа држава. Тоа мислам дека се очајнички криси на давеник. Ја не би ги сватил тие работи. Мислам тие негови позиви сериозно. Јас знам дека Ковачевски оплужен со медиокритети околу него кои што му прикажуваат слика најдобар си. Дали Дуи му ја дава силата, ми е Па не верувам. Видете, Дуи овие избори за прв пат има сериозен проблем. Прво, за прв пат на овие избори имаме едно крило од Дуи кој што ќе настапи самостојно, а гледаме дека има две-три други во најава, две формирани, уште една во најава албански партии. Мислам дека на следните предвремени парламентарни избори, се надевам дека ќе ги има, многу ќе биде интересно да се следи што ќе се случува во албанскиот блок. Дуи го нема веќе тој комодитет, а мислам дека веќе и нив им е јасно, и затоа си овие смешни, мислам не смешни, тие се тендери со огромни суми, и затоа се она што ни се случува изминатиот период на грабење, на грабеж од буџетот, оти се свесни веќе дека им се ближи крајот. Ковачевски не убедува дека уставните измени се неопходни за влез на Македонија во Европската унија, иако споменавме пред да почне емисијата, разговаравме малку за пораките кои што ги упатија Мишел и Макрон. Ми кажавте дека ќе разговараме во емисијата малку поопширно за тоа, и ме интересираат вашите ставови, дали гледате со истиот диоптер со кој што гледа премиерот Димитар Ковачевски, или можеби гледате со диоптерот со кој што гледа јавноста. Мислам дека кристално јасно ја испроцесуира изјавата на Макрон сите прво, едно да јасно, не сакам да гледам со диоптерот на Ковачевски, и на крај памет не ми паѓа да гледам со диоптерот на Ковачевски. Неколку пати досега и во оваа емисија овде сум зборувал дека Европска унија има проблем внатре. Ние имаме еден процес кој што веќе подолго време се дискутира во рамките на Европската унија, тоа е процесот на внатрешни реформи на самата унија. Првијата билатерална средба беше Германија-Франција во 2019 година, заврши со неуспех.
Втората билатерална средба на 21 јануари 2023 исто така заврши со неуспех. И мислам дека проблемот на проширување на Европската унија во овој момент е проблем на немање консензус внатре во самата унија. И сега кога ќе ме прашате зошто е така, па еве да земеме Црна Гора како пример. Црна Гора преговара веќе 11 година. Сите поглавја се отворени, има затворени само 3 поглавја. Тоа се некои отприлика 9, нешто, да речеме 10%. Па ако толку Европската унија е посветена на процесот на проширување, тогаш што е проблемот што Црна Гора до сега барем 50% од поглавјата ги нема затворено. Сега кога станува збор за изјавите на европските представници, прво излезе она изјава на Мишел дека до 2030 година Западен Балкан ќе се интегрирал во Европската унија. Пошто следеа не само изјавата на Макрон, него следеше и демантот на само на Дана Спинан, тоа е според заменик потпаролката на Европската комисија, кој што во 2 наврати го демантира Мишел. Прво изјавата на Мишел ја гледам како моментна изјава дадена на човек кој што е веќе во изборна кампања. Знаете дека 2024 година има избори во рамките на Европската унија и ја мислам дека нема што повеќе да ја дискутираме таа изјава кога веднаш потоа францускиот претседател Макрон јасно му кажа дека Европската унија со 27 членки тешко функционира, а не вика и тоа пази вика точно ќе цитирам, ризик е да мислиме дека можеме да се прошириме без реформи. Можам да посведочам дека на Европа е доволно тешко да напредува на чувствителни теми со 27 членки. Со 30 или 35 члена нема да биде полесно. Значи, Макрон јасно во изјавата кажува дека прво треба реформи, па после проширување на Европската унија, а тоа и Мишел во таа изјава од Блед го потврдува во една негова изјава во која што кажува дека има план на претседателот Макрон за напредување во повеќе брзини. Веднаш потоа заменик потпаролката на Европската комисија вика Брисел не се фокусира на датумот, а Мишел не се консултирал со комисијата кога рекол 2030 како датум за прием. Значи дури она и допрецизира дека Мишел фактички не се консултирал ни со претседателката на комисијата фон дер Лајн. Значи изјавата е дадена или исфрлена од ракав. И овие се две јасни пораки на заменик потпаролката и на Макрон дека Европската унија прво треба да доживее реформи, па после реформите да станува збор за проширување. Добро, меѓутоа факт е дека почна да се зборува за проширување. Некако беше во подзавиена форма, сега некако јасно почна да се збори за проширување, можеби по изјавата на Мишел. Затоа што после тоа и така како што кажавте вие следуваа низа изјави што контра од него, што пак ќе споменам дека од Австрија стигна една изјава која што мислам дека министерката за надворешни работи, не сум сигурна, не ме држате за збор, меѓутоа е од официјална Виена дека членките можат да седнат на маса, меѓутоа нема да имаат право на глас, никаков. Па тогаш се наметнува значи, дали се бара некоја форма нешто? Каде брзаме ние? Зошто не почекаме да видиме што ќе пазите, ние немаме друга алтернатива освен Европската унија. Да се разбереме, значи тоа мислам дека прашање ние треба да го апсолвираме во старт. Но каде брзаме е клучното прашање во овој момент. Кога ние сме свесни дека за 6 до 8 месеци од сега во Европската унија ќе има избори за Европарламентот, после кој што ќе се формира нова Европска комисија, ќе дојдат нови еврокомесари, ама во суштина Макрон ќе се остане претседател на Франција. Мишел може да не биде реизбран на функцијата која што во овој момент ја има. Така да за мене е поверодостојна изјавата на Макрон во целиот тој процес, него изјавата што ја дава Мишел. И ние, да бидеме искрени, Европската комисија никогаш моментот на проширување не го тргнала од дневен ред. Значи секогаш зборувале во некаква си форма. Кога се зборувало почесто, кога се зборувало поретко, но секогаш се зборувало за проширување на Европската унија. И од тука стварно не ја разбирам потребата на Ковачевски, на Османи, на Марич, на останатите представници на ДУИ и СДСМ сега одма да ги брзат тие уставни измени и мора час поскоро да се. Ајде да почекаме да видиме што ќе донесе пролетта во рамките на Европската комисија. Зошто они викаат дека не можеме да добиеме нова преговарачка рамка,
кога за Србија веќе неколку пати беше менувана преговарачката рамка, кога веќе Пленковиќ јавно кажува дека треба билатералните прашања да се заборават во процесот на пристапни преговори за Европската унија. Тие се надвор од копенхашките критериуми. Сега, единствен логичен одговор кој што го гледам тука е моментот да они продолжуваат да ја замајуваат јавноста со наводно и уставни измени и проширување, додека во позадина гледаме какви сделки се случуваат со фирми кои што се нивни спонзори или блиски до нив. Оваа емисија е за граѓаните, си како народот ја гледа оваа емисија и ме интересира ваше размислување. Дали Ковачевски им дава лажна надеж на граѓаните дека Македонија може да влезе до 2030 година во Европската унија, ако ги се вметнат бугарите во уставот? Се споменуваат постојано реформите. Што правиме со реформите? Дали им дава лажна надеж на граѓаните? Ајде да се вратиме во 2018 година. Што тогаш не убедува? Ако го смениме уставот и уставното име, влегуваме во Европска унија. Па дури и ви текно на оние смешни слики од авиончето кога се сликаја датумот, едно 10 пати поред добивавме датум за преговори и уште немаме добие. Уште преговорите не се отворени. Значи нека не ја лажат јавноста, почнате скрининг процесот. Не ни се отворени преговорите со Европската унија. И пак јас сакам да зборувам со факти и со аргументи. Замислете вие кога е на Црна Гора, кај што нема отворени прашања со ниту еден сосед, која што ниту и негираат историја, соседите не и негираат историја, соседите не и негираат јазик, соседите не и негираат култура, па за 10 години затвара 3 прашања. Како Ковачевски ќе успее за 7 години да ги затвори? И да не заборавиме дека нашиот проблем е со држава која што е земја членка на Европската унија. Така е. Ема, тука има уште еден момент. Во овој момент е проблем со нашиот источен сосед. Нашиот јужен сосед спие. Ние ќе имаме и тука момент во кој што ќе треба дополнително да го разговараме, поготово кога ќе ги отвориме поглавијата образование и култура и наука и истражување. И тука ќе имаме, јас мислам, дополнително сериозен проблем од нашиот јужен сосед. Како ќе успее Ковачевски да не внесе со ваков проблем? Кога ни официјално нашиот источен сосед ти дава официјална нота, официјален документ во кој што го негира постоењето на македонскиот јазик. Како ние ќе го затвориме поглавието образование и култура? Со едно такво официјално негирање на постоењето на македонскиот јазик. И мислам дека не само што Ковачевски му дава лажна надеж на народот, мислам дека се влезени во еден магичен круг. Знаете, многу е лошо кога ќе почнете да лажете и самиот на себе да си верувате. Мислам дека они во овој момент се во тој магичен круг. Не само што лажат, него и самите си веруваат на лагите кои што ги кажуваат. Не знам дали ја слушнавте денешната изјава на председателот на државата Стево Пендаровски, тој па е некако уште и пооптимист од Ковачевски. Тој вели дека можеме и пред 2030 да влеземе во Европската унија. Вели дека идејата на Макрон е стара и не го проблематизира прашањето. Повторена веќе неколку пати, ја слушнавме таа теза и од премиерот. Што да кажам за Пендаровски, па се не знам дали треба Стево или Пендаровски, кој од двајцата да ги коментирам, а да не сгрешам. Мислам дека една од поголемите утки кои што ни се случува, тоа е Стево Пендаровски. Мислам дека апсолутно не е на нивото на задачата да биде председател на сите граѓани на Република Македонија, поготово кога мнозинството од граѓаните, преку 80% во овој момент се против уставните измени, а тој треба да е председател на сите граѓани. Па тука се поставува прашањето чие слуга е на на Ковачевски или на СДС, па се моли за уште еден мандат на пролет. Добро, но има промена во ставот, тоа што споменавте. Пендаровски пред 2 години чинам тврдеше дека нема шанса да се менува договорот за добрососедство или да се отвори уставот, а денеска од Охрид вели па единствено ако го отвориме уставот така ќе влеземе во Европската унија. И што е проблем ако ги додадеме само бугарите? Има толку народи во нашиот устав, па зошто да не додадеме уште и бугарите да не влезат? Многу пати до сега сум одговорил на тоа прашање. Не е проблем дали или нема да внесеме 3.500 официјално декларирани бугари во устав согласно последниот попис. И пак колку јас да го негирам и да го побив тоа што ни се случуваше во форма на попис 2021. Проблемот е што ние ја подгреваме политиката на негирање на македонскиот јазик, народ и култура и држава од негде пред Сан Стефанска Бугарија до
до ден денешен. Еве јас се доведувам или би го прашал Стево Пендаровски. Ако ние ги ставиме бугарите во устав, треба да им дадеме право да се изберат кој празник ќе го слават како нивен празник во Македонија. Што ако тоа биде 3 март, денот на Сан Стефанска Бугарија? Каде ќе се скрие тогаш Стево Пендаровски или што ќе каже тогаш Стево Пендаровски за да ги одбрани овие негови шашеви ставови? И не е прв пат до сега тој истиот Стево Пендаровски денеска да кажува едно, утре да кажува друго, заутре да кажува трето. Мислам дека место што се обидува, па и тој, и Ковачевски, и Османи, и Марик и сите, што се обидуваат на сила да вршат промена на устав, да седнат и да го слушнат мнозинството граѓани во Република Македонија, да се повлечат од нивните во овој момент сулуди позиции и ајде да одиме на избори. Па народот ако им даде легитимитет, тогаш нека пробаат да го сменат уставот. Ама вака без ни грам легитимитет, ја мислам дека во овој момент само прават непоправлива штета на Република Македонија и ништо повеќе. Пред да одиме на реклами и на други теми, сакам еден коментар околу посетата на Ескобар. Дали почувствувавте друг ветер на политичкава сцена, друг мирис во воздухот по посетата на Ескобар и по средбите со сите политички чинители во државата? Вака, прво да расчистиме една работа. Ние ниту сме имале, ниту ќе имаме поголем пријател од Соединетите американски држави. И тоа можеме историски наназад во многу ситуации да го дискутираме со факти и со аргументи. Проблемот, мислам, со кој што се соочи Ескобар кога дојде овај пат во Република Македонија, е проблем со лоша информираност. И таа лоша информираност би ја поделил на два канали. Првиот е власта која што во континуитет погрешно ги информира нашите стратешки партнери за состојбите во Република Македонија. И вториот момент е некои струи кои што преовладуваат во Америчката амбасада во Скопје, кои што некако погрешно лиферуваат факти и аргументи од Република Македонија. За искусен дипломат Ескобар мислам дека постапи многу мудро, ги сослуша сите страни и на крај кажа дека тој единствено што бара е да ние продолжиме на евроатлантскиот пат, за кој што сите сме слушни. Јас мислам дека во многу мал процент граѓани на Република Македонија се против Македонија да биде членка на Европската унија и на НАТО. Но не вака, не под овие, не вака и не под овие услови. И мислам дека за прв пат... Затоа што и Ковачевски токму тоа го говори. Кога бара оправдување за нели ова што се случува за притисокот за уставни измени, вели па 80% од граѓаните на државата сакаат да влезат во Европската унија. Меѓутоа, во тие истите анкети, граѓаните се изјаснуваат дека не сакаат да влезат по бугарски диктат. Така, да. Ајде да го повикаме пак, ајде да одиме на избори па да видиме дали граѓаните ќе ја поддржат неговата политика или нема да ја поддржат неговата политика. Едноставно, ако толку е убеден во позициите кои што ги има, зашто тогаш бега од избори? Не бега од избори, бега од соочување, он не излезе на ниедна дебата да седне со некој представник на опозицијата да ги соочи фактите и аргументите. А се тропа во гради, кажува дека ќе победи на избори, кажува некоја лажна сигурност или продава некоја лажна сигурност, а во континуитет гледаме дека во континуитет дезертира и од избори и од јавно соочување со представници на опозицијата. Да се вратиме на Ескобар, мислите дека не знам дали ве разбрав добро дека крена раце од нас? Не, видете вака. Кое е решението? Видете вака. Соединетите американски држави во Кои се вашите сознанија? Што се случува во континуитет се перманентно посветени на напредокот на Република Македонија. Самата амбасадорка кажа дека они вложиле не знам колку средства за правосудниот систем и да, точно е тоа. Ние знаеме дека многу од тие средства се вложени во обука на суди обвинители, кои што после некој зашто не му одговараат ги става во фиоке или во подрумите на обвинителството на судството. Мислам дека за прв пат не ни наметнуваат што треба да правиме, него се поставени вистински пријателски со нас. И тоа, ако продолжи таа политика, мислам дека за многу скоро многу работи кои што се негативни во јавноста или се негативно презентирани во јавноста ќе бидат избришани. Многу дипломатски изјави имаше, многу коректно човекот си кажа, прво ја демантираше или ги демантираше владините пропагандисти. Ви текнува како вика, ја булдужер доаѓа сега ќе рушиме, човекот излезе некултурно си каже, јас не сум дојден никого ни да уценувам, ни никого да му се заканувам.
И тоа е тој негативен набој кој што во континуитет ни се случува во јавноста од таквите квази новинари, квази аналитичари, квази медиуми кои што лиферуваат лажни информации во јавност. Дојде човекот ќе коментираше сите нив. Кажа да разговарав и со претседателот на опозицијата, и со претседателот на владата, и само од вас барам да бидете посветени на евроатлантскиот пат. И мислам дека тоа беше најфер изјава што можеше еден висок странски дипломат да ја даде во овој момент. Во ред ќе продолжиме виднаш после рекламите. Почитувани, одиме со реклами, вие останете тука, се враќаме за неколку минути со разговорот. Добре дојдовте назад, продолжуваме со за или против. Мој вечерашен гостин, универзитетскиот професор Самуил Малчевски. Малчевски, разговаравме за политичкиот дел, за собранието, за уставните измени, за пораките од европските челници. Ете, ставивме точка на тоа. Сега малку сакам да поразговараме за нешто што е рак рана на ово општество со години, а тоа е корупцијата. Сомнежите за криминал, па и во највисоките врвови на ова општество, односно во власта. Има, нели, секако дека тоа стои како сомнеш, не обвинуваме никого за ништо, затоа си има суд и ако има сомнеш нека си реагираат, меѓутоа не видовме нешто па и да се потресе обвинителството. Компанијата Eurovia Oil од Жилино го доби тендерот од МНР вреден 1,8 милиони евра за реконструкција и уредување на салата Борис Трајковски за конференцијата на ОПСЕ во декември. Оваа фирма, споменав и на почетокот на оваа емисија, важи за главен финансиер на ДУИ. Прашањето ми е кој стави дамка на најважниот настан во државата, еден од најголемите донатори на ДУИ, кој го доби тендерот? Бујар Османи или јавноста зашто па Османи обвинува? Знаете, на една пресконференција Османи кажа зошто имаме потреба да си ја брукаме ние државата, јавноста постојано да прашува сега прашања, да бара одговори и со тоа да си ја брука државата кога нема ништо спорно. Па јас мислам дека во овој момент единствени кои што ја брукаат државата се власта на СДСМ и на ДУИ и кои што не срамат секаде каде што ќе се појават. Знаете како, истите оние луѓе се луѓето, или ајде да кажам ова актуелна гарнитура, се луѓето кои што се ситат на некои судски спорови за нелегално финансирање на политички партии, а од друга страна гледаме дека тие пута 5 го прават од тоа. Ја стварно мене не ми е јасно што толку ќе се адаптира салата Борис Трајковски за скоро 2 милиони евра. Или која е потребата да се потрошат во овој момент 2 милиони евра кога ние сме во сериозна криза, со сериозна инфлација, кога народот секој ден се полошо живее, цените ни се во најгорен раст, учебници не можат да обезбедат, веќе спомнавме, лекови не можат да обезбедат, а ние туку така трошиме близу 2 милиони евра на некакво си адаптирање на салата Борис Трајковски. Па еве во овој момент во салата Борис Трајковски има европско првенство. Ајде да прашаме колку Одбојкарската федерација на Македонија потроши да ја адаптира салата за европското првенство. Па да видиме, да ги споредиме едните и други цени, па да види Бујар Османи зошто јавноста прашува. Стварно не е логично вие на таква сала со таква инфраструктура дополнително да потрошите скоро 2 милиони евра. Јас стварно не знам што ќе прават во таа сала. Милион настани се организирале, милион концерти се организирале со сериозни озвучувања, со сериозни бини, па никој не кажал дека потрошил 2 милиони евра, близу 2 милиони евра на реконструкција или на адаптирање на салата. Има таму ставки објаснето е зашто конкретно ќе потрошале, меѓутоа па проблемот е во тоа што можеби со тие пари може да се изгради сосема нов конгресен центар, не мора да биде спортска сала. Да, тоа ми беше зборот, еден убав конгресен центар може да се изгради со тие пари. И можеби од тука и доаѓа сомнежот. Иако Бујар Османи тврди дека таа фирма нели дала најприфатлива понуда, најниска понуда на тендерот. Дали имате информација, ме интересира, дали на тие договори што ќе ги направат
Може да се прават анекси апсолутно, на договорите. они Значи секогаш- тој е договор, односно тендерот поминува, така склучуваат договор и потоа- после им текнува дека нешто заборавиле да стават во спецификацијата на тендерот и прават анекс за тоа. И тоа знаете како? Тоа може да го прават и еднаш, и два пати, и три пати, и пет пати, зависи што наумиле. Пример, може И така доаѓаме до моментот, стигнуваме до моментот дека може понудата можеби не била не била, најниската, да. така? Знаете како, па вие ако не ставите соодветно осветлување во тендерската спецификација, тоа ви е основ за понатаму да направите анекс на тој договор. Поентата е што ние не гледаме транспарентност. Да ние имаме транспарентни отчет на влада. Кој што работите кои што ќе ги прави, нема да ги прави во 4 очи, па дури и вакви тендери големи, да ги прави на транспарентен и отчетен начин, тогаш нема никој од нас да се сомнева. Ако ние од една страна гледаме дека фирмава неколку пати е донатор на дуги, тогаш истата фирма се појавува дека гради и полициски станици преку Оливер Спасовски, Министерство за внатрешни работи. Да, во аеродром. Гледа како one man show испаѓа се од каде наеднаш, толку или фирмиве за печатење на учебници, што исто така сериозно сомневање за сторен, ајде да кажеме, криминал има. Истата фирма 15, откако е Дуи на власт, или како Дуи во Министерството за образование и наука, истата фирма во континуитет ги печати, значи нема друга фирма. Таа е единствена. Дополнително на тоа фрла сомне што Јовевски понатаму одлучува да биде најмолчаливиот јавен обвинител кој што сме го имале ние. Јас мислам дека тој човек во неговата кариера како јавен обвинител во јавност нема кажано повеќе од 20 реченици, а кога го бираја, ни го представуваја како обвинителот кој што треба да се справи со корупцијата во Република Македонија, па на тоа дополнително е што обвинителството има 3% доверба кај граѓаните, судството има 4% доверба кај граѓаните. И гледаме дека некако тој круг или тие работи цело време ни се повторуваат. Како да го заборавивме Бехтел и Енка, а го зборувавме токму во ова студио. Тоа ни е па дополнително. И таму имаше нели ама знаете како разговаравме за сумнежи за криминал, па промени на закони поради тоа, па еве сега повторно стигнуваме до милионски суми кои што ќе се потрошат за конференција на ОПСЕ. Не е дека не е важна, никој не рече дека не е важна, така важно е за државата, не е тоа ништо спорно. Да, ма знаете како што е приоритет? Сега треба што да е се потрошат тие пари, така. Дали е приоритет децата наши да имаат учебници, хронично болните да имаат лекарства, или приоритет е ние да потрошиме 1.800.000 евра на реновирање, а верувам дека и со многу помалце таа конференција би поминала исто така успешно. Ето, пазите, ова е само делот на адаптирање на објектот. А каде се трошоците за преведувачи, за обезбедување, за смест, каде е све останато? Че ние испаѓа дека отприлика пута два ќе потрошиме за конференција на ОПСЕ, че толку сме богати како држава, ама не сме богати да им обезбедиме на децата учебници. Не сме богати да исплатиме субвенции на земјоделците. Не сме богати да обезбедиме лекарства. И тоа е тој момент кој што фрла сомнеш во јавност и затоа јавноста е лута како што е лута. Па они автопатот, замислете, Петровец, Катланово, 7 години не може да го направат, не знам што прават, а гледаме од друга страна дека на сосема, да кажам, не толку приоритетни работи за државата трошат лукави средства. И пак на тоа, кој ќе ставиме дека неколку пати веќе сме го фатиле Османика која лаже јавноста, јас мислам дека во тој договор или во тој тендер, освен сериозна корупција, нема нешто друго. Две компании се во игра за истава сума, не само Eurovia, туку и Viacom, која до пред 2 години била под капата на фирмата на Елмедин Адеми, тоа е нели собственикот на Viacom, на Eurovia, ова е другата компанија, сестринска компанија. И има документи дека и тие се едни од главните донатори и финансиери на Дуи. И сега дали ова се што периодов Алфа почна да го објавува, па и сите останати медиуми истражуваа, па стигнуваа сите до секакви информации, нели овие информации се доволни за обвинителството конечно да изреагира по допрен глас, затоа што слушнавме дека само антикорупцијска најави дека ќе отвори некој предмет,
но што од тоа антикорупцијска постојано отвара некој предмет и ништо од тоа не бенефит никаков, да. Мислам дека тоа е една од институциите која што во овој момент ни е тотално непотребна во државата, без разлика кој што како и зашто ќе кажа антикорупцијската комисија не е на ниво на или на висина на задачата. Еден куп предмети отворија и ништо од сето тоа. А од друга страна, ние да не заборавиме пред се за јавноста. Се уште е актуелна кандидатурата на Јовевски за уставен судија. И од тука е молчењето на обвинителството. Мислам да не се лажеме ниту пак да му даваме лажна надеж на граѓаните. Јовевски молчи зашто се надева дека ќе стане уставен судија. Како предлог на власта, не мој, не на Алфа телевизија, не на граѓаните, предлог на власта. И затоа не постапува, и затоа ни се случува тоа што ни се случува и со серијата несреќи во кој што загина еден куп луѓе, затоа ни се случува тоа и со еден куп други случаи за кои што во јавност има сериозен сомнеж за корупција и за криминал, обвинителството не постапува. И кога ќе видиме ние на крај на денот, оваа владеачка структура, тука не го сметам Ковачевски, Ковачевски не е излезен на изборувам СДСМ во политичка партија, дојде на власт со убедување за реформи во правосудството, а денеска пак имаме нов случај, или три случаи во кои што деца на поранешни или актуелни суди обвинители напредуваат во самиот правосуден систем, или пак гледаме дека се напредува по нечие тефтерче, ама сега тефтерчето изгледа и во нечија друга фиока. Од генерален реизбор на суди и обвинители кои што го ветуваја како реформа во Република Македонија и начин да се справат со криминалот и корупција, на крајот на денот гледаме дека ние по сите индекси сме уназадени, сме на дното на табелата за корупција, како една од најкорумпираните држави во друштво на земји кои што се далеку од здрав памет да се спомнат, а судството и обвинителството си продолжува да се функционира по принципот мама, тате судија, децата мора да се судија или обвинител. Да ве слушне сега Бујар Османи ќе ви одговори не ја брукајте државата, си го организираме ние настанот, нема потреба од вакви ситуации, остајте не да си ја сработиме работата како што треба. А што сработиле како што треба? Ајде да разговараме отворено. Може ли барем 3 успеси на оваа влада да кажете? 3 проекти еве кои што ги почнале и ги затвориле. Јас не можам да се сетам на ниеден. При тоа не го сметам успехот на смешни играње на Чочек, на направен автопат Димикапија Смоквица што го правија, што го отворија. Што направија? Кој успех го имаат они за напротив? Се она против што наводно се бореа кога беа опозиција, пута 5 го прават сега кога се на власт. И тоа го прават безмилосно. И тоа не е успех, да може за нив успех зашто си се обезбедија тие нивните идни генерации, но за државата никако не можеме да кажеме дека е успех. Има сомнеш дека пред очи ни се случува криминал, никој не реагира, пред очи ни се случува да ги пратиме денеска учениците во училиште, нека име со среќа на сите кои што ја почнуваат оваа учебна година, и на учениците, и на родителите, и на наставниците. А пред се јака душа на наставниците. Така и пред очи и на родителите, и на сите нас се случува да децата немаат учебници, тие што ги добиваат се во катастрофално состојба издание. Од друга страна, родителите се соочуваат па и со дополнителни трошоци, бидејќи е една невидена скапотија, никој не се најде да ги заузда цените. Една тотална хаос ситуација, ако можеме така да ја наречеме. Зошто ни се случува во државата, а никаква буквално реакција нема, па барем од граѓаните да кажат доста е. Не знам, видете, емпатичност ли е, до што се добивавме? Прво, освен за криминал и корупција, видовме дека за ништо друго не ги бидува и тоа де факто и де јуре, мислам, се што го зборуваме асоцира на сето тоа. Ако можеме, или ако оваа влада учествува на надпревар за неспособност, нема да бидат ни прво место, ќе бидат втори, зашто се неспособни да бидат и први. А де факто и де јуре се она што ни се случува, сите овие прогони кои што со години веќе ги гледаме, сите овие наместени судски процеси кои што ни се случуваат, па притисоци врз новинари, тоа што се случуваше во собранието, се тоа во голема мера влие и врз граѓаните. Или луѓето се плашат да зборуваат зашто се плашат да не им се случи нешто и со право се плашат зашто ние гледаме дека
суровоста на власта е до таму што они не се плашат да се јавуваат по новинари, да се закануваат, не се плашат да прават ваква корупција и криминал пред сите нас, и гледаме дека институциите не реагираат. И прашањето се поставува, ако вие реагирате, која институција ќе ве заштити? Никоја. Може антикорупцијска ќе излезе со некој соопштение дека отворила предмет, што е по мене страшно смешно, и тука ќе заврши се. Граѓаните не се чувствуваат сигурни, не се чувствуваат безбедни и од тука се плашат да реагираат. И мислам дека клучот на тоа е немањето на институции или тоа што институциите ни се оковани во пранги, во криминал и корупција на актуелната политичка гарнитура. Владеачка политичка гарнитура. Јовановиќ денеска го снимавме во вестите на телевизија Алфа, тој беше советник, мислам, на Тевдовски. Едно време беше на Тевдовски, па се повлече од... Така, сега е професор чином во Виена. Го снимавме денеска чисто како еден коментар околу цениве и инфлацијаве и ова што ни се случува во државата. Тој вели, власта ја интересира само уставни измени, само тоа зборува и ништо друго, и нема кој да ги замрзне цените, нешто што на вистина ги засега секојдневно граѓаните. Уставни измени постојано, меѓутоа секојдневните реакции се дека не се ни преживува веќе во државава со ова што се случува. Имаме пензионери на улица, тоа да го споменеме. Така. Водовод не земале плата од не знам колку време. Јули, мислам дека јулската плата ја немаат земено, се заканија со штрајкови. Има многу фирми кои што не исплаќаат редовно плати. И не само тоа, значи дека државата не функционира, дека оваа влада е епски неспособна, говори и фактот дека во овој момент 160 милиони евра помалку ДДВ е наплатен во државата. Значи кога вие во една држава од проектираниот прилив на ДДВ, знаете, тоа се временски серии, гледате како низ времето сте наплатиле ДДВ, па така ја правите проекцијата за следната година. Ако вие од претходната до следната година имате 160 милиони помалку наплатен ДДВ, тоа значи дека институциите не функционираат, дека сивата економија ви цвета, и тоа говори за епски неспособната влада и нивните политики. И сега ни викаат инфлацијата ни е увезена. Не ни е увезена, инфлацијата ни е домашно произведена. Во рамки на Европска унија инфлацијата се движи помеѓу 8 и 9%, кај нас околу преку 20% индексот на цени во споредба со минатата година покажа. Значи оние кријат инфлацијата, пробуваат да ја заскријат. И мислам дека тука има два моменти кои што се битни. Првиот момент е дека владата во ваква инфлација ги држи цените на реагенсите на многу високо ниво, место да се откаже од дел од ДДВ-то, дел од акцизите за поготово за гориво, за оние директни импути во производството. Мислам дека они свесно ги држат на толкаво ниво, што сите ние мора за да функционираме да ставиме горива, за да можеме да движиме, и од тука доаѓаат приливи во буџетите. Вториот момент кој што е исто така битен, ако се сеќавате кога го либерализираа пазарот на струја, многу компании ги излажаа да одат на нерегулиран пазар на струја со многу пониски цени од цените кои што во тој момент беа на регулираниот пазар на струја, па наеднаш кога веќе имаја доволно компании ги кренеа цените на нерегулираниот пазар на струја, и тоа дополнително доведе плюс или дополнителен инпут во трошоците на компаниите, сето тоа. И последниот момент е што многу трговци видеа одлична шанса за заработка или купци, прекупци, и вештачки ги креваат цените на производите, и владата тука не реагира, не ги замрзна, нема соодветни политики, нема соодветни стимули. Побитно е да потроши 2 милиони евра на адаптација на сала, него да направи вистински реални економски политики кои што барем ќе ја замрзнат инфлацијата во некој одреден временски период. И де факто и де јуре дека денеска во Република Македонија многу тешко се живее. Ви имате брачни парови со сериозни примања кои што не можат крај со крај да сврзат во месецот, и тоа е директно на како кривица е владата на Република Македонија, никој друг. И нека не се обидуваат да го вперуваат прстот во никој друг, они и нивното непостапување, ајде да кажам, тоа не се ни политики, тоа е непостапување, едноставно оставаат така да тече целиот процес. Не знам дали ќе се согласите со мене, еден пораз кој што навистина боли, а го гледаме овој период, затоа што па бројките го покажуваат тоа, односно бројот на запишани првачиња, бројот на средношколци
во средните школи е драстично намален за во однос на изминатите години. Тоа значи дека белата чума и така која коси Македонија. Владата на секое прашање одговара дека ќе подготват стратегија. Со години стратегија ние не видовме никаква за зачувување на младите во државата. Ги консултиравме социолозите. Велат, ако сега немаме првачиња, деца кои што ќе се учат, ќе образуваат, средношколци кои што утре ќе бидат работна сила, кои што ќе државата ќе се подпре на нив. Што очекуваме ние? Каде одиме? Дали има свесност во оваа држава што ни се случува и колку белата чума има покосено Македонија? Видете вака, не се иселуваат само луѓе од економски причини веќе. Се иселуваат луѓе со стабилни приходи, стабилни вработувања, зашто државата не функционира, институциите не функционираат. Се парализирани. За најобична работа треба да бараш пријател, треба да бараш врските им смета на граѓаните. И тоа дефинитивно е пораз за сите нас. Дали можеше тоа да се спречи? Да, можеше да се спречи. Дали се уште има шанси? Да, има шанси, но последиците долг период ќе ги трпиме од ова што ни се случува изминатите 3-4 години. Онај момент кој што е битен, кој што сите ние го забораваме, е моментот кој што беше клучен за Република Македонија, тоа на извештај на експертската група на Рајхат Прибе, кој што беше или требаше да биде алма матер за да ние во суштина ги ревитализираме институциите и ги ставиме во функција на државата и на нас граѓаните. Да не ни се случува нас да не прават слепи при две очи на овој криминал и корупција. Дали владата има желба да направи нешто? Нема. Освен за, пак се навраќаме на тој момент, освен за криминал и корупција, зашто има друго желба оваа власт? Како ќе прави премиерот Ковачевски стратегија, кога гледаме дека побитно му е сопругата негова да земи државно земјиште за 70 денари метар квадратен, да донесе политика за најосновни работи, да спречи инфлација, да замрзни цени, да даде некој стимул за младите да останат во Република Македонија. Кои се политиките? Студентски оброк. Тоа ли е главната политика која што ние направија во држава? Повторно има и промени и кај студентскиот оброк, па незадоволни студенти, па 200 како пати направија... досега го промени и тоа покажува дека нешто во старт не е направено кој што треба. Кој што вие ако секој 6 месеци менувате политиката за тој студентски оброк, тоа значи дека во старт е погрешно поставено. Имам уште 4 минути до крајот на емисијата, само ме интересира еден коментар за министерот за образование. На прашање на новинарите, добро, ќе понесете одговорност, кој е одговорен за тоа што учениците од 3-то и 6-то деление немаат учебници на почетокот на школската година и не е прва година да се случува ова. Тој вели, па не е вината во мене, вината е во економските оператори кои што навреме не си ја завршиле работата да им исплатат на печатниците или печатниците не си сработиле и се вртиме во круг. А во една, не знам дали ќе се согласите со мене, во една нормална држава барем извинување ќе слушнавме. Знаете, за да морална одговорност. За да добиете извинување, треба малце морална одговорност да чувствувате. И тука завршува тој момент. За жал, не само актуелниот министер, и претходниот, да не ја заборавиме дека ова денеска што нас не се случува е производ на Мила Царовска. Шакири е само затечен во ситуацијата. Тој е министер колку да се најди да биде министер. Се тоа што се случува и се тоа рашумијада што ни се случува моментално во образованието има виновник или неколку виновници. Ама главен е Мила Царовска. Таа ја донесе оваа шашава концепција на која што цела научна и стручна јавност се спротистави, но она отиде до крај да ја реализира. Па сега вие не може да очекувате дека ќе имате учебник по некој предмет општество и историја кој што е некаков си конгломерат, никој не знае што содржи тој учебник. И како некој ќе седне да напише учебник по тој предмет, кога апсолутно, например, историја и географија како две различни научни дисциплини се неспоиви според Фраскатиева класификација. И понатаму, техничко образование, информатика, истата ситуација. И се засведуваме на и политиката е навлезена во образованието. Знаете, за жал овие генерации го чувствуваат. За да може во овој момент ние да правиме муабет за образование, нас не треба нова влада, која што прво, итно и неопходно ќе ја стопира оваа будалаштина или
овај екзодус или агаде да не бидам прегруп по зборови, тоа што му се случува на децата во овој момент. Ќе ја врати состојбата пред глупоста концепција која што ни ја наметна Мила Царовска. Во следниот период ќе направи промена на законот за основно образование, зашто таму има уште поголем проблем кој што се нарекува целосна инклузија. Откако ќе направи промена во законот, низ една широка научна и стручна дискусија ќе се донесе нова концепција, во кој што ќе бидат вклучени математичари, физичари, хемичари, биолози, историчари или сите оние кои што се директно засегнати или продуцираат кадар за основно образование. Откако ќе се донесе таа драфт нацрт концепција, треба да има јавна расправа, да се модифицира некаде да се донесе конечна концепција. Вие не можете да очекувате нешто поинаку освен хаос, кога во старт имавте концепција која што ниту научно, ниту стручно беше поткована и поддржана од научната стручна јавност. Да, беше од некоја си работна група, чиј што председател на работната група е лидер по неуспешни реформи во образование во Република Македонија, почнувајќи од првата 90 и некоја до денеска. Па имаме можност членови од таа група во денешно време, односно пред неколку дена, да слушнеме изјави од нив дека сега од оваа инстанца тој беше истиот човек кој што грешно го цитираше Гоце Делчев на јавната расправа. Јас сум и комуницирал со тој човек. И тогаш се убедувавме, тој ме убедуваше дека идеално и тогаш му кажавме дека вака ќе заврши, едноставно не слушаја. И пак тука има еден момент кој што се вика економски интерес. Ова е производ на проект на Светска банка кој што кошта 25 милиони евра. И затоа овај хаос, зашто некој ги зеде парите, ги потроши парите и ги направи хаос кој што не знам колку долг временски рок ќе треба да го поправиме. Не опоменуваа дека мораме да се одјавуваме. Да, дека неколку пати веќе. Да. Благодарам за вечерашното гостување во телевизија Алфа. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Останете и натаму на оваа фреквенција. Од мене пријатно.